Мислам дека веќе имам зборувано дека овој канал го започнав заради потребата да ги изразам и споделам моите специфични идеи, без да им бидам напорен на моите блиски луѓе со теми кои можеби не им се допаѓаат. Овде на овој јавен простор колку толку има публика која ги споделува помалку или повеќе моите идеи. Оваа година почнав и со пишување на 2 книги. Едната е во форма на дневник. И токму од неа од време на време ќе ви споделувам делови, зашто се работи за актуелни теми кои ми помагаат да ги забележам промените на ова чудно време додека се случуваат. Ова е на некој начин меморија на едно време што исчезнува. Детството за секој човек е време од кое почнуваме да го мериме времето како апсолутна почетна нула. За мене таа апсолутна нула во која почнав да го осознавам светот беа 80-тите години. Повозрасните од мене ги паметат како години на криза, на инфлација и на првите знаци на распаѓање на еден систем. Јас ги паметам како години во кои тој систем колку толку се уште се држеше. На оној еден канал на тогашната телевизија Скопје, во тој период одеше популарната серија Пороците на Мајами. Леснотијата со која се раскажуваше од една страна криминалот и од друга страна идеализираните ликови на Сони Тапс не тераше да мислиме дека сето тоа е само како на филм и дека реалноста е поинаква, понормална би рекли. Затоа, со огромна леснотија се примаа производите на Холивуд каде имаше дрога, убиства, проституција, коцкање и што ли уште не. И сето тоа ние децата го гледавме без никаков проблем. Никој не се обседнуваше со вознемирувањето на малолетната публика. Само по некој од возрастните ке речеше дека ова доаѓа на кај нас, алудирајќи на сите девијации кои порано или покасно ќе се прелеат и кај нас. Ако добро се сеќавам, во тоа време постоеше нешто што може да се нарече морален бедем. Некои традиционални одлики на живеењето постоеја, а истовремено повеќето луѓе, особено интелектуалците, беа некако либерални, веројатно во духот на доминантната комунистичка идеологија. Религијата беше дозволена, но беше некако стивната на неопходниот минимум. Се читаа книги, се одеше на кино и театар. Во мојот град, улицата на која беа најголемите индустријски капацитети, во 7 наутро и во 2 попладне, беше како огромна река од луѓе кои излегуваа или одеа на работа. Училиштата беа преполни со деца. Само во мојата генерација оделенијата беа по 35 ученици, 5 оделенија во 4 училишта. Да, сите полагавме заклетва како пионери и верувам ја сваќавме сериозно истата таа заклетва. Улиците беа чисти и ноќе беа безбедни. Младите одеа на корзо. До тоа време, едва 3 децении по војната, неколку работи беа заокружени и зациментирани. Македонската држава одасном беше потврдена и прифатена реалност, а со уставот од 1974 година по се изгледа и секоја од републиките беше член на Обединетите нации покрај Федерацијата. Македонскиот јазик, онаков како што беше донесен со одлуките на АСНОМ, беше официјален јазик на Социјалистичка република Македонија, но и еден од 3 службени во Федерацијата покрај српско-хрватскиот и словенечкиот. Македонска академија, македонски универзитети, македонска економија, македонска црква, македонски мир. Потоа настапија 90-тите. Како во песните на Балашевиќ, некои работи почнаа да се менуваат. Први имавме избори, па референдум, па председател, па влада и одеднаш прогласивме независност. Јурнавме кон западните вредности. Западните вредности кои требаше да бидат слобода, демократија, капитализам и слободен пазар, само успеа нашата општествена економија да стават во рацете на мал број луѓе, да искрадат се она што генерациите пред нив граделе. Бесплатното здравство да го накажат со зелени и сини картони и 300 врашки позитивни листи, за да на крај за квалитет мора да се плаќа. На факултет да може да оди кој има, а не кој знае, а со институциите да завладеат курназите наместо умните. За само 3 децении се изгуби се. Од западни вредности ги прифативме само Пороците на Мајами.
Затоа на секој агол имаме или казино, или кладилница. Младината сака лесен и брз живот со сите луксузи, додека работењето е за лузери. Подобро Мерцедес заработен со дрога, одошто некоја скромна кола на кредит. Западот си ја нацрта пак границата до Хрватска, како порано, со Австро-Унгарија, а ние остановме со она изреката од срекна нова 49-та. Истокот не отпиша, Западот не упишува. Од Западот увезовме се, вклучително и физичкиот отпад со кој сами себе се труеме, горејќи го како гориво, додека тој истиот Запад морализира дека дизелот е мајка на сите зла. Додека ние сонувавме за капиталистичкиот Запад, тој се претвори во вриштечки левичарски лонец со изгубена идеологија. Пред некој ден на брегот на Калабрија се сруши рибарски брод кој тргнал од Турција полн со мигранти. Жртви имаше премногу, вклучително и деца. Левицата во Италија побрза да го обвини министерот за внатрешни дека не пратил помош на време. Замислете, бродче со стотици мигранти тргнало од Турција и незабележано од никој дошло до Јужна Италија. И тоа што не времето го уништило бродот, одеднаш го прави виновен министерот. Министерот и сите влади се виновни што во земјите на овие луѓе дозволија да завладее хаосот наречен извезена демократија. И сега наместо диктаторите кои имаа воведено ред, имаме демократски безредија. Сирија, Ирак, Либија, you name it. Не се виновни тие што земаат пари од овие кутри луѓе? Не се виновни често меѓународните невладини организации кои со своји бродови соработуваат со трговците со луѓе? Не е виновен системот во кој оние што нема да се удават во морето, мажите завршуваат како дилери на дрога, а жените како жртви на проституција? За жал, тоа е Западот кој ни беше модел за тоа што сакаме да бидеме кога ќе пораснеме. Дури на самиот Запад, она што е здраво ткиво секојдневно се уништува пред се со уништувањето на средната класа. Истата таа средна класа која чита книги, оди на културни настани и е економски независна. А такви луѓе за еден систем кој сака послушност и контрола се опасни. Постојат и западни вредности и места за живење кои се вистински рај на земјата. Во нив можете да видите и лосос на трпезите, и луксузни електрични автомобили, и селектирање на отпад. Но за жал, перифериите на големите градови се како воени зони, каде единствен закон е законот на мафијата. Западот од секогаш како основа на својот развој го имал грабежот. Моделот на Рим кој значеше освојување на земјата, убивање или поробување на мажите и пленување на жените само е усовршен и модернизиран. Се извезува демократијата, се прави хаос и подоцна реки луѓе ќе тргнат кон тој Запад, толку очајни што одат напред дури и по цена на сопствениот живот. А на демократскиот Запад ги чекаат перифериите. Годинава лицемерието на Западот ја постигна својата кулминација со поделбата на мигрантите на украинци и на сите други. Нормално убедувајќи не на вести дека само во Украина има војна и пред се дека за таа војна Западот нема никаква вина. Живееме во време кога пороците на Мајами се вертикала за успех и кога моралниот бедем за кој зборував претходно одамна е срушен и напливите на секакви девијации слободно влегуваат во општеството. Останува да го кренеме личниот морален бедем, со кој ќе се заштитиме себе си и нам најмилите. Зашто ова време е како плима, порано или подоцна ќе помине. Важно е да не однесе матната со него. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Секое добро.